Според податоците на организацијата Ајде Македонија, што се залага за почиста животна средина, скоро 19.000 метри квадратни во Македонија се отпад, а 2% од тие од овие 19.000 се градежен отпад. На оваа тема како да се намали, дали ова е многу голема бројка, разговараме со Блаже Јосифовски. Добро утро, добре дојдете во вестите на телевизија Нова. Скоро 19.000 метри квадратни, тоа е навистина голема површина, но со оглед на тоа дека ние имаме и прилично мала држава, што значи тоа? Дали е голем или сепак па и нормално е да се има толку отпад? Па тој отпад што го имаме мапирано, значи има многу повеќе, тоа е она што ние сме успеали заедно со граѓаните да го мапираме. Во однос на градежниот отпад што го спомнавте, тоа е инертен отпад, значи во најголем дел е безопасен, но проблемот е што ја нарушува туристичката понуда и економскиот развој, а воедно е пропуштена можност за рециклирање и реупотреба, односно добивање на нови градежни материјали од него. Ние колку сме всушност едуцирани за тоа што значи рециклирање, што значи да се преупотребат отпадите во државата? Дали сме на тоа ниво како во западните држави, во Европа, во Соединетите Американски држави? Знаеме во некои држави дури од отпадот се произведува историја, но ние колку сме далеку или колку сме па блиску до нив? Па многу нажалост бројките на рециклирање и реупотреба се многу ниски кај нас во споредба со другите земји, навистина сме ние нажалост на дното. Некои земји дури како Словенија стигна Љубљана, например 60% од отпадот го рециклира. Она што е тенденција сега воопшто да не се прави односно струја од отпадот, бидејќи така многу се загадува, бидејќи се гори отпадот и испушта големи емисии на јаглерод диоксид, што е нели лошо за климатските промени. Она што Македонија може да го направи и треба да го искористи паметно е дека отпадот е можност за нови работни места, односно новите европски студии покажуваат дека на 10.000 тони со реупотреба на отпад се отворат 20 нови работни места. Тие работни места може да бидат за млади луѓе во Македонија. Дали сме ние на некој чекор да отвориме нешто вака, бидејќи нови работни места е тоа нешто за што се залагаме, нели? Невработеноста е на историско ниско ниво, па да се потрудиме и да го намалиме и уште повеќе. Па кост бенефит анализата што направивме на оваа тема за употребата на отпадот во Македонија покажа дека во последните 6 години извозот на отпад од Македонија е зголемен за 300%. Тоа покажува дека ова е една од гранките во кои Македонија може да си го најде својот пат, односно може да станеме што се вика еден центар со нашава позиција за правилно правување со отпадот, односно треба да се трудиме што повеќе да рециклираме, да реупотребуваме, а нашите податоци покажуваат дека се отворени многу работни места во дејноста отпад. Колку се всушност и компаниите заинтересирани за ова, бидејќи вие сте невладина организација, всушност и склоп на повеќе организации. Колку, да кажеме, и големите луѓе вас ве слушаат и колку се тие заинтересирани за ова вие што го нудите? Па на жалост во Македонија мотивот за чиста животна средина не е главен ни кај организациите и кај компаниите, но она кога ќе им се спомне разумското дека има можности за намалување на нивните трошоци, дека има можности за отворање нови работни места, за зголемување на нивните профити и тоа како не слушаат, работата што во Македонија нема доволно знаење, она ноу-хау што се вика за како да се справиме со отпадот. И наместо да не биде проблем како што е сега, ненормално загадување на животната средина, ние може да направиме навистина многу од него што се вика економски развој за земјата.